Благодарам подпредседателе, почитувани колешки и колеги, почитувана заменичка на министерот за животна средина и просторно планирање. Јас сакам да искажам задоволство што овој предлог закон денес е пред нас во прво читање на пленарна седница. Тоа е Законот за прогласување на дел од Шар планина за национален парк. И мене ми е навистина многу драго што како што имавме прилика и да слушнаме предходно, дека за прв пат во Македонија од осамостојувањето практично едно подрачје ќе се прогласи за национален парк. Добро е што минатата година, и Осоговскиот предел се прогласи за заштитено подрачје, но од друга категорија се разбира, но ова прогласување на Шар планина за национален парк навистина е од огромно значење и во поглед на заштита на биодиверзитетот и природното богатство со кое овој предел располага, но исто така и во насока на заштита и на водите, на подрачјата што се во тој предел од ерозии, од поплави и секако она на кое исто сакам да обрнам внимание, тоа е значењето од социоекономски аспект за локалното население кое е во овој предел што ќе биде, се надевам, наскоро прогласен за национален парк. Поздравувам што иако долго навистина траел овој процес на прогласување за да стигнеме до законско решение, но што е направен на еден инклузивен начин со контактирање на сите засегнати страни и со вклучување и на меѓународни експерти од оваа област, што мислам дека дополнително на сите нас ни влева поголема доверба во процесот и во законското решение. Исто така, многу е добро што веќе и пред да се усвои законот се обезбедени буџетски средства, барем за овие почетни процеси што треба да следат како носење на планот за управување, основање на јавно предпријатие, национален парк и така натаму, и што Министерството е спремно веќе и со кадар, како ќе го обезбеди кадарот што е потребен, се разбира, и исто така и вклучување на меѓународни експерти и во процесот на носење на планот за управување, кој што ќе кажаме многу клучен документ по однос на она како ќе го користиме подрачјето, што ќе биде дозволено, што забрането, во кои се разбира зони како што е спроведено зонирањето. И мислам дека тоа е еден добар начин како што е можно по-инклузивно и по-прецизно со вклучување на сите засегнати страни, особено експертите кои што имаат меѓународно искуство во оваа проблематика, да овозможиме одржлив развој, што значи и социоекономски бенефит за локалното население, истовремено со заштита на природата, заштита на животната средина и заштита на климата. Сакам да го потенцирам и тоа, бидејќи оваа глобална криза со која се соочуваме на светско ниво, тоа е климатската криза, еден од начините покрај тоа да се користат обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност и така натаму. Вториот начин е што поголемо зачувување на природата, на природните богатства и да се намали и да се сведе на минимум практично искористувањето на природните ресурси и создавањето на огромни количини отпад, односно принципот на така наречената линеарна економија, која глобално се уште е економија број 1 во светот, се заменува со таа кружна, циркуларна економија, која што истовремено се грижи и за економската благосостојба, но и за животната средина и климата. Така што прогласувањето на
што е можно поголем број на предели за заштитени подрачја, се разбира од различна категорија, зависно од природното богатство, од валоризацијата која експертите ја направиле и еве ни е доставена пред нас за сета флора и фауна која што овој регион е присутна, мислам дека е многу важно. Она што сакам да го истакнам во овој момент, тоа е она што останува и во овој предлог закон присуството на 7 мали хидроцентрали, мислам како што се наведени, и тоа за нас и за како Зелена партија и генерално како тренд во Европската унија особено, но веќе и на светско ниво, а во регионот многу изразен, тоа е тенденцијата да се забрани практично отворањето, градењето на мали хидроцентрали, бидејќи иако во минатото и сега се уште водата се третира како обновлив извор на енергија, сепак после ова неколку веќе децениско искуство со малите хидроцентрали се потврди дека малите хидроцентрали многу малку придонесуваат во вкупното производство на електрична енергија, а штетите по биодиверзитетот и природата, па и по социоекономскиот бенефит на локалното население, во некои случаи дури и по водоснабдувањето и во смисол на снабдување за вода за пиење и вода за наводнување на тие земјоделски површини, дека тие штети се многу поголеми отколку што е бенефитот за производство на електрична струја. И затоа ние сме против градењето на мали хидроцентрали и сметаме дека особено во заштитени подрачја, значи не им е апсолутно местото таму. И она што во Македонија е случај, испитувањата покажуваат дека од прилика, бидејќи често зборуваме за балансот меѓу бенефитот и штетните последици, е дека горе-доле ако некој од прилика 13 милиона евра субвенции годишно добиваат инвеститорите односно собствениците на малите хидроцентрали, произведуваат некаде околу 4 до 5% од вкупното производство на електрична енергија во државата, кое доколку не би било произведено ако ја откупуваме таа електрична енергија, ја увезуваме од други држави, би чинело некаде околу 11 милиони евра. Што значи и финансискиот на крај бенефит што го се нагласува некогаш од овие мали хидроцентрали, испаѓа дека не е така, односно дека сите повеќе губиме отколку што добиваме со овие мали хидроцентрали. И затоа сметам дека навистина треба сериозно, еве тоа е и апел до сите нас како пратеници, да дискутираме за оваа проблематика и да ги едноставно укинеме тие субвенции кои што ги добиваат малите хидроцентрали, бидејќи доколку не би ги добивале тие субвенции, веројатно повеќе од убедена сум дека и на инвеститорите не би им се исплатело да вложуваат во вакви мали хидроцентрали. Мислам дека е тоа најдобриот начин како да се демотивираат овие инвестиции во мали хидроцентрали, а од друга страна апсолутно поддржувам субвенционирање за изградба на фотоволтаични централи, на ветерници и така натаму. Значи ние во Македонија располагаме со сонце многу повеќе отколку некои западноевропски држави кои што за жал се уште еве сега во овој момент имаат многу поголемо производство на електрична енергија од сонце и од ветер отколку што од фосилните горива. Мислам дека Европската унија оваа година за прв пат имаше поголемо производство на електрична енергија од обновливи отколку од фосилни горива, односно јаглен. Значи тоа е трендот, тоа е иднината, тоа е нешто што ние сите мораме да го направиме за да ја зачуваме оваа планета и за да можеме да обезбедиме иднина на нашите генерации.
генерации кои доаѓаат и кои го бараат тоа од нас. И токму затоа и предложивме јавна расправа во собранието на оваа тема за малите хидроцентрали. Добро е да дискутираме за тоа, да ги слушнеме сите различни, се разбира, мислења и ставови и да на крајот се произнесеме за малите хидроцентрали. Ке повторам, јас апсолутно сум против изградба на мали хидроцентрали со аргументите што ги наведов. Ви благодарам.